Добро вечер во отворената програма на Еден ТВ. Денес, поточно вечерва, е Велика сабота. Ден после Христовото распнување и ден пред Христовото воскреснување. Вечерва голем број верници ќе бидат низ храмовите низ земјата, а за оние пак кои решија да останат дома, Еден ТВ ќе се обиде да ви ја пренесе атмосферата како е низ храмовите низ државата, а како е и низ Скопје, поточно метрополата. Токму така, ви најавуваме голем број линковски вклучувања со цел одблиску да ви ја доловиме атмосферата во однос на чествувањето на најголемиот христијански празник Великден. Пред да почнеме со линковските вклучувања, јас би сакала да соопштам тука уште една информација, а тоа е дека благодетниот оган, што секоја Велика сабота веќе 2 милениуми чудесно се појавува на гробот на Исус Христос, пристигна на меѓународниот аеродром Скопје, од каде ќе се разнесе во сите храмови во државата. Оваа година за прв пат директно од Ерусалим го донесе Стобискиот епископ Јаков од Македонската православна црква, кој во светиот град беше дел од делегацијата на Бугарската православна црква. А како што ви најавивме во претходното информативно издание, прва во ова отворена програма ја вклучуваме колешката Андреја Чобанова, која што ни ја пренесува атмосферата од соборниот храм. Андреја, доколку се слушаме, повели. Да, Александар, Великден е празникот, односно најголемиот и најтешкиот христијански празник. Меѓутоа, Великден исто така и најстариот христијански празник, кој што се празнува од вториот век. Великден секогаш се празнува во различен датум, поради тоа што во зависност од тога кога се паѓа првата недела од полната месечина. Меѓутоа, православните христијани секогаш го празнуваат во период од 4 април до 8 мај. Символиката, традицијата и обичаите околу Великден секогаш ги сплотуваат верниците, кои што со големо задоволство, подготовки и со голема радост го чекаат и го празнуваат овој ден. Воскресението на Христово, споменав, е најстариот христијански празник. Она што го обележува Великден, тука е секако постот, 40-дневниот пост, 7 недели, каде што верниците духовно се духовно постат, меѓутоа веденеска на полноќ, откако 3 пати ќе се извика Христос воскресна, навистина воскресна, тогаш веќе можат верниците да се причестат. Символиката за Великден секако е она најголемата во великденските јајца. Великденските јајца се вапцуваат изутрина во четврток. Првите 3 јајца се наменуваат најпрво. Првото великденско јајце се наменува на Господ, второто великденско јајце на куќата, третото великденско јајце за берекет. Она што исто така го символизира Великден се и свеќите. Свеќите се она што го осветлува, како што велат, Христосовата светлина која што не треба никогаш да згасне. Се очекува во храмовите каде што верниците да пристигаат. Токму свеќата е нешто што најпрво се пали од страна на свештените лица во централното кандило, а потоа свештените лица ја го пренесуваат тоа кон сите присутни кои што се во црквата. Она зад мене во моментов е палење на свеќа за здравје, односно за живите. Денеска сите оние палат свеќа за здравје во пресред на големиот великденски празник. Тука секако се и оние обичаи и традиции околу Великден. Секогаш велат дека великденската трпеза ги сплотува семејствата, меѓутоа и делот кога и кршењето на јајца предизвикува радост кај најмалите. Она што може да се каже дека великденското јајце порано се бојадисувало исклучително само во црвена боја, бидејќи тоа значало дека по обичајот и според Библијата првото великденско јајце било, односно 2 великденски црвени јајца биле однесени од страна на Марија Магдалина до тогашниот римски цар по воскреснувањето на Исус Христос. Во денешно време секако се почитува традицијата на бојадисување на црвени јајца, меѓутоа сепак се бојадисуваат и во различни бои за радост на најмалите, односно дечињата. Ние остануваме во соборниот храм. Во моментов можете да забележите и зад мене, меѓутоа дека во моментов голем број на верници пристигнуваат
се очекува тука да имаме уште поголем број, бидејќи богослужбата од страна на свештените лица започнува после 23 часот. Она што можам да го кажам дека после 23 часот по завршувањето на богослужбата започнува и вртењето на трите круга околу црквата. Трите круга означуваат престојувањето на Исус Христос во гробот. Откако се извртуваат трите круга околу црквата, свештените лица влегуваат во олтарот, каде што започнува на полнок, точно започнува очекувањето на камбаните и секако извикувањето на Христос воскресна, на вистина воскресна. Тука следува секако и најубавиот момент, односно кршењето на јајцата, и оние кои што постале можат да се причестат, и се вели дека според традицијата и обичајот првото умрсување, односно подолгиот пост, е великденското јајце. Остануваме овде да ја следиме атмосферата во соборниот храм. Андреја, ти благодариме за ова вклучување. Ние те очекуваме со повторно вклучување, како што кажа и ти самата. А јас, Александар, би сакала да се надоврзам на Андреја, која што кажа за Марија Магдалена, која што се појавила пред римскиот император со две јајца. Всушност, таа во раката носела две бели јајца, и кога се обидала да објасни за Христовото воскреснување, императорот кажал: тоа не е возможно, кога јајцата во твоите раце ќе станат црвени, ќе поверувам. И навистина јајцата станале црвени, всушност бојата се потврдила вистинитоста на воскресението. Јајцата ја означуваат бојата, поточно крвта на Исус, а кршењето животот. Оно што би сакала да се надоврзаме дека Ерусалим денеска од македонски граѓани, поточно од граѓани од Струмица, доби крст на кој што е испишана молитвата на македонски јазик. Денес таму се одржа и литургија на македонски јазик и го ставија крстот на кој што е испишана Господовата молитва. Тие како што пренеле на некој од порталите, кажале дека се чувствувале прекрасно. Мислам дека би требало да продолжиме и на линк да го имаме колегата Игор Стефановски. Игор, дали се слушаме? Да, лепа имаме комуникација со студиото. Добро вечер повторно од мене и до вас, Александар, и лепа и секако до гледачите на 1 ТВ. Нашата екипа мобилна, која што е вечерва, која што ќе шета низ скопските цркви, моментално е во скопската населба Аеродром, во дворот на црквата Свети Илија. Полека но сигурно, веќе вечерва тука православните верници го полнат црковниот двор, како што можете да забележите од објективот на колегата Ристе Пеовски, веќе и речиси е полн дворот на црквата, но сепак и се уште е рано за верниците да го наполнат црковниот двор пред Христовото воскресение вечерва, кое што ќе се обележи на полнок, во вечерва на полнок. Во мене имам црвено јајце, кое што е символот за пречекот, односно за Христовото воскресение. Успеав од трпезата да го одберам црвеното, но најмало јајце, бидејќи велат среќа носи доколку успееш сите всушност да ги скршиш со јајцето кое што го имаш одбрано од деновиве кои што се вапсани. Меѓутоа, символиката на црвеното јајце и всушност и не е важно на крајот од денот, односно од празникот, кој кого победил, туку важно е да има скршени јајца, бидејќи токму така на тој начин се обележува всушност Христовото воскресение и токму затоа се празнува овој еден од најголемите и најтешките празници Великден. Јас за тука можам да најавам дека ќе имаме една јавна личност, во секој момент очекуваме да ни пристигне вице-премиерката и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, па да видиме како во нејзиниот дом и како таа го одбележува Великден, а подоцна ќе се обидеме и со самите верници да поразговараме околу најголемиот верски христијански, еден од најголемите верски христијански празници, како тие го забележувате, како тие го обележуваат, како што може и да забележите веќе од објективот на колегата Ристе Пеовски, поголем број на верници веќе доаѓаат и тука во црквата Свети Илија. Всушност од овие термини голем дел од верниците ги полнат храмовите низ целата република со цел да го дочекаат Христовото воскресение. Од тука јас би се одјавил, секако веднаш барам вклучување штом ни дојде нашата соговорничка.
Ти благодарам, Игор. Значи, Игор, ќе го видиме повторно на линк следниот пат со вице-премиерката Шекеринска. Првиот петок по Великден се смета за посебен. Бидејќи на полнок започнува источен петок и се смета дека на тој ден се случуваат чуда. Тој ден е посветен на Богородица, а уште се вика и извор на лекување, па затоа верниците одат на најблискиот извор и се измиваат верувајќи дека ќе се излечат од разни болести. Тоа е дел од народните верувања во пресрет на овој празник. А сега, колегата Владко Чаловски го очекуваме да се вклучи во отворената програма со која што заедно со нашите гледачи го чествуваме дочекувањето на радосната веста за Христовото воскресение. Во ова вклучување го имаме од црквата Света Петка во населбата Црниче. Владко, доколку се слушаме, повели. Да, Александар, како што напомена ти, ќе повторам и јас. Екипа на 1 ТВ е во црквата Света Петка во Црниче, каде што ако при првото наше вклучување во дневникот рековме дека очекуваме се повеќе луѓе да дојдат овде во црквата, а ако земеме нели в предвид како е во Света Петка со годините наназад, да, може да се забележи дека пристигнуваат се повеќе и повеќе луѓе пред оној свечен чин на полнок. Оно што е убаво, оно што може да се види овде во дворот е дека има верници од најразлична возраст. Тука се и најмалите, како и постарите. Има една пријатна атмосфера, луѓето се дружат, нели, пред се. Екипата на 1 ТВ останува овде, ќе го проследиме и оној свечен чин на полнок. Ќе разговараме со дел од верниците, кој што морам да признам дека во еден неформален разговор надвор од камерите и не се толку расположени да разговараат пред камера, но да, сите се насмеани, но упорни ќе бидеме затоа што целта е да се долови каков е празникот, а се верува дека Воскресението Христово е еден најголемиот празник. Чаловски, ти благодарам за ова вклучување во оваа отворена програма. А сега предлагам тука, доколку сме во можност да вклучиме дел од атмосферата во нашите храмови, на нашите гледачи да им пренесеме, односно да преку нашиот објектив, преку нашите камери, да им ја доловиме атмосферата во храмовите. А колегата Игор Стефановски повторно побара линковско вклучување, ќе поразговара со вице-премиерката Шекеринска. Повели, Игор.
Благодарам лепа што току ни пристигна вице-премиерката, министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Со неја ќе поразговараме малку од поинаков аспект, не вечерва за политика, туку стриктно за Великден. Господја Шекеринска, пред се нека се честит великденските празници. Добро ни дојдовте во отворената програма. За многу години, благодарам за поканата. Како вие го одбележувате Великден? Вечерва сте тука дојдени во црквата Свети Илија, но забележувам со вашите колеги. Да, денеска сме тука со колегите, градоначалникот на општина Аеродром, меѓутоа и другите колеги кои што живеат во општината, со цел да бидеме тука и да ги поминеме овие последни часови до 12 часот, кога и официјално почнува Великден, и заедно со многу наши граѓани од Скопје и од Аеродром. Дали господјата Шекеринска редовно Христовото воскресение го пречекува токму во црквата Свети Илија во Скопски Аеродром? Тоа е маната на нашата работа. Немаме право на избор. И честопати и на Великден, и на Божик сме присутни во различни делови од државата. Денеска имам барем предност што сум во Скопје, не сум во други делови, но еве ова е прв пат да сум тука во црквата Свети Илија. Сакам да ве прашам, бидејќи ја споменавте и работата, обичај во семејствата во четврток наутро да се вапсаат првите 3 јајца. Дали имавте оваа година таа пракса? Оваа година за прв пат ќерка ми ме замени и таа заедно со нејзината баба ја заврши нашата обврска, така што нестрпливо очекува 12 часот за да може да покаже колку добро е завршило работата и со она што највеќе децата го сакаат, а тоа е да пробаат да победат во кршењето јајца. Има ли лутање кога еве ќе победи повозрастниот во домата, тоа не е детето? Како е во вашето семејство? Керка ми ја учевме од мала дека треба да се радува кога ќе победува, но не треба да се лути кога губи. Тоа е дел од животот и дека важните работи во Великден, во вакви некои традиции се сосема различни. Не е прашањето кој ќе победи, туку целта е да се биде заедно, да се ужива во тие заеднички моменти, да се ужива во заедничките позитивни мисли, во радоста. Ова е еден од најважните празници, најважен празник кој што покажува дека вербата, љубовта, убавите работи може да бидат посилни дури од смртта. И тие разговори се можеби поважни од сета ова, како да кажам, традиција и детали, тие се суштината на празникот. Политиката реков ќе оставиме настрана, токму прашањето ми е како Великден успевате да го прославите, односно да го празнувате овој еден од големите христијански верски празници со оглед на ангажманите кои ги имате? Искрено, при интервјуа можеме да бегаме од политиката, во секојдневниот живот тешко бегаме и тешко бегам, тоа е едноставно цена која за жал не ја плаќаме само ние, туку ја плаќаат честопати и нашите семејства и се трудиме за тоа да бидеме 2 пати, 5 пати поприсутни тогаш кога не мора да сме на пат. Меѓутоа овие празници и имавме време, земајќи предвид дека навистина се 4 дена, имавме време и да се посветиме, или јас барем да се посветам и на семејството и покрај кампањата која што секојдневно не носи на терен. Ќе оставиме кампањата настрана и за други моменти. Ќе ве прашам дали веќе за утре се е подготвено во вашиот дом во пресрет на Великден? Не е се подготвено, меѓутоа утре наутро исто така имаме некои заеднички обврски, но убедена сум дека убаво ќе го поминеме важниот ден заради тоа што ќе бидеме заедно. Која порака ќе испратите до православните верски христијани? Овие моменти помеѓу сабота и недела се во христијанството онаа тенка линија помеѓу болката, страдањето и надежта. Ако сабота е посветена токму на болката, на страдањето на луѓето, особено на Исусовата мајка, неделата е радост за сите верници кои што видоа дека и смртта може да биде победена. Така и во нашиот живот. Честопати тенка е линијата помеѓу болката и радоста, меѓутоа на овој Великден да се потсетиме на работите кои што не спојуваат, на вербата во убави и важни нешта, во добрината, во честноста и во тоа име да најдеме повеќе заеднички точки, а помалку точки на кои се делиме. Затоа можеби добро беше што Великден се погоди помеѓу двата изборни круга, да не потсети дека и на државата, и себе си, и на граѓаните им должиме убави нешта. И дека за таа убавина потребно и многу повеќе слога и многу повеќе доблест.
Ви благодарам, ќе ми дозволите да го прашам градоначалникот на аеродром Златко Марин, бидејќи сепак вие сте и таткото на општината каде што се ногеме во овие моменти. Аеродром има најмногу цркви како што е познато низ Скопје. Како вие го празнувате Великден и што за вашето семејство? Традиционално во Свети Илија, откако изградена црквата, го празнуваме со моето семејство овде, а во недела од Сабајле во Свети Петар и Павле во Горнолисич. Традиционално со фамилијата, освен тоа ручек, со најблиските. Така ви благодарам и на градоначалникот Марин и на министерката и вице-премиерката Радмила Шекеринска што ни одвоивте време. Се надевам дека Великден ќе го искористиме празнично и секако со семејството. Уште еднаш ви благодарам и на двајцата, а тоа беше вице-премиерката и министерката за одбрана Радмила Шекеринска и секако таткото, односно градоначалникот на аеродром во Златко Марин. Во црквата Свети Илија овдека во Скопски аеродром веќе и верниците го наполнија црковниот храм. Јас од тука би се одјавил, секако студио Александар Илепа, доколку имате прашања, повелете. Игор, ти благодариме за сега за ова вклучување. Следното твое вклучување најверојатно ќе биде од еден друг храм во главниот град. А сега продолжуваме понатаму. Така, во пресрет на празникот над празниците, познатото македонско древно светилиште Свети Јован Крстител објави видеозапис под наслов Воскресение во Бигорски манастир. Инаку Бигорски манастир е Божиот храм каде што за прв пат пред 11 години беше донесен благодатниот оган. Меѓутоа, да не должиме многу за Бигорски манастир, да се вратиме во соборниот храм. Таму го имаме колегата Стефан Лазаров. Стефан, ти вечерва имаш гости. Повели. Токму така повторно сме во соборниот храм. Можете да приметите во позадина дека полека, но сигурно се полни дворот на соборниот храм, каде што се чека 12 часот кога ќе се вртат нели оние три круга каде ќе се означи Христовото воскресение, но подоцна за тоа со мене сега имам една актерска двојка добро позната на македонската јавност. Прво да ви ги честитам великденските празници. Со мене се Тања Кочовска и Предраг Павловски. Ви благодариме што прифативте да ни гостувате во овие 10 минути. Што представува за вас Великден? Великден најголем христијански празник. Што не значи дека и Божик не си го сакам. Божик исто ми е многу романтичен и така. Тоа е празник кој што јас и Предрак го празнуваме со семејството, кога сме во Скопје, го празнуваме со пријателите кога сме вон Скопје. Така да таа дружба, таа убавина мислам дека е супер за овој празник. Па да, мислам овој празник за мене например представува нешто што рече и Тања, нешто фамилиарно, нешто што се собираме, што сме заедно. Ајде речеме се некој мир, некој спокој, некој пак ќе речем фамилиарно собирање. У тој смисол. Какви се обичаите во вашето семејство? Кога започнува она вапцање на јајца? Каква е традицијата? Јас сум жива среќна кога ќе дојде тој момент кога треба да станам во раните утрински часови и да фарбам јајца. Зошто? Затоа што баба ми била многу побожна жена, беше многу побожна жена. Толку побожна што дури и 2 години во Јерусалим живееше. Така да она ни го остави на некој начин дојамане дека ние тоа треба да го правиме. Значи станување во раните утрински часови и со првото црвено јајце кој ќе го исфарбам, како се каже народски се полазува лицето од Сабајле пред зора во име на здравје, среќа и долговечност. Да, и се вика црвено-бело. Значи да бидете црвени, здрави, да бидете среќни, да бидете долговечни и така. И тоа јас секоја година го правам на моите деца. Ние другите спиеме тоа време. Ние спиеме тоа време и само... Не, они се будат во моментот, ако не сум го ладила добро јајцето. А ние спиеме топлото Тогаш се јајце. будат кога знам да ги изгорам некогаш со јајца. Дали бојадисувате само црвени јајца? Не. И шарени правам. Значи, и тоа ми е задоволство да седнам и правам можеби 80, 90, 100, зависи. Затоа што редовно носам во театар за деца и младенци, каде што ми беше бившата работа. Значи, носам тамо. Давам, значи, дома, давам на децата, на синот кој што живее сам, давам на пријатели, правам за пријатели, правам за роднини и така. Не, он не. Зашто? Дали фарбам јајца? Не. Дали постите? Сега оди тоа прашање.
Не, уствари всушност се трудев вчера да постам, вчера и денеска. Да, господјата од мојата лева страна тоа почесто го практикува. Имало години кога постела цели пости, мислам дека сега постеше 3 дена така да. Ова толку се успеа значи годинава. Не, правеше она и поголеми пости, јас не сум. Па и затоа Ме интересира околу тоа. Направени, нели, за да може организмот да се прочисти во тие 40 дена, да Дали постевте годинава? Не, веројатно имам климакс, така да имав проблеми малку. Се шегувам. Значи, оптеретени бевме многу со работа и во моментов работиме сме пред премиера и периодот кој што го работевме, нели, до пред празниците ни беше навистина напорен, така да не успеав да се посветам внимание на себе. А како знаете да го дочекате Великден? Дали можеби знаете да отпатувате? Какви се обичаите годиниве? Оваа година сепак сте тука, но дали знаете да отпатувате? Ајде, ќе збориш? Да, чекам малце да кажем нешто, немаш. Ние со години за овој празник одиме со нашето друштво во Дојран. Имаме пријатели Игор и Јасмина, Джуси Јасмина за поупатените. И имаат, да, ги поздравуваме, имаат убава фина куќа викендичка во Дојран и таму одиме неколку парови се собираме и ги проаѓаме великденските празници. Сега бевме доста зафатени оваа година и ова е некој исклучок, зафатени со професионални обврски, не отидовме. Јас сакам сепак да сум си дома кога се работи за Божи, кога се работи за Великден, кога се работи за толку убави празници. Сакам да сум дома и да го прославиме на најубав можен начин, со сите традиции, со сите. Дојран е убава традиција да се навратам на Дојран. Да, и тоа е убаво, се собираме со пријатели исто, таму одиме исто во, да речам, во локалната црква и така ги правиме. Не зборам дома, за Македонија зборам. Кога реков дома, за Македонија. Се разбрав. За Великден, не, тоа зборам, значи, ме праша водителот, затоа не сакам да сум вон Македонија. Например, сакам кога е Божик, кога е Великден, тие празници, сакам да сум во Македонија. Така, вечерва по 12 часот, нели, она прво мрсување со јајца, но како ви започнува утрешниот ден? Дали може би има дечиња, па со јајца се кршиме? Како ви започнува утрото? Дечињата се големи, али испланирано, еве, јас го завршив својот дел од врската, најдов прикладно парче месо. Господја да треба го сготви. Да станам и да го сготвам. Значи, помага. Немаме проблем за тоа, не. Така да, тоа е организирано од моја страна. Господја да треба да го сготви месото и нормално е те. Во круг на... Ќе останете ли вечерва тука? Да. До крај. Значи првото јајце ќе биде чукнато тука. Да. Јас ќе ви се заблагодарам за сега за овој убав разговор. Ние ти се заблагодаруваме, на сите се заблагодаруваме и ги и од моје име честитам, честитам великденски празници, да. Значи тоа е семејство сме што почитуваме традиција, сакаме, меѓутоа од обврски се, значи тоа сум го научила од мојата апсолутно, да, тоа сум го научила од мојата баба, која што била втор човек, да кажем, во црква. Мајка ми исто почитуваме, имаме и семени слави и така, значи тоа е нешто што го почитуваме до некаде сега, не можеме нели да отвориме календарче секој ден, не. Има некој празник, тоа не можеме да го пратиме до тој степен и така. Меѓутоа почитуваме, сакаме и честитаме празник. Нормално, и јас ви го честитам уште еднашка празникот. Убав разговор направивме, верувам дека сега одиме со Лепа и Александар. Ти благодарам, Стефан. Стефан вечерва поразговара со познатата актерска двојка Предраг Павловик и Тања Кочевска. Секако со Стефан ќе поразговараме покасно, тој повторно ќе има линковско вклучување од Соборниот храм, а ние продолжуваме понатаму. Барем од она што досега можевме да слушнеме, бојадисаното јајце ќе биде дел од сечива трпеза. Но што значи црвеното јајце, кој што е еден од символите на најсветлиот христијански празник? Домаќинките на Велики четврток рано наутро пред изгресонце стануваат да бојадисаат 3 црвени јајца, за кои што се смета дека имаат магиска мој. На оваа тема истражуваше колешката Ива Трајковска. Да го погледнеме прилогот. Црвеното јајце е традиционален символ на најсветлиот христијански празник Великден. Според традицијата, која се пренесува со генерација од колено на колено, се бојадисуваат 3 јајца рано наутро во четврток, пред да изгрее сонцето. Се верува дека на тој начин јајцето нема да се расипе во текот на целата година се до наредниот Великден.
Символиката на црвеното јајце е дека тоа го претставува животот над смртта, односно сведочи за воскреснувањето на Синот Божи. Означува почеток на нов живот, бидејќи токму јајцето е символ на повторно раѓање. Со утринското бојадисување на јајцата, православните христијани се подготвуваат за најголемиот христијански празник. Христовото воскресение се одбележува со различни традиции на секаде низ светот. Во некои од земјите јајцата се бојадисуваат во различни бои, како што и се декорираат. Ваквата пракса може да се забележи и во македонските домакинства. Со првото јајце за здравје се исцртува крст по лицето на децата во куќата, со истите зборови како и секоја година: црвено-бело весело. На тој начин се верува дека првото јајце, која има посебна исцелителна моќ, во текот на целата година ќе донесе здравје во семејството. За него се верува дека има и заштита моќ и се чува на посебно место во куќата се до следниот Великден. Верниците во земјава бојадисуваат по повеќе јајца со цел за секој намерник гостин, кој ќе го посети домот да му се подари по едно вакво јајце со радосниот поздрав, односно пренесување на веста за Христовото воскресение, со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна. Црвената боја символизира пролеаната крв на Исус за спасение на луѓето на земјата, а воедно представува и победа, здравје, оптимизам и љубов. Според легендата, кога Марија Магдалена го видела Исус, токму по неговото воскреснување, таа со себе носела кушница со јајца за да им подели на другите жени. Во моментот кога го догледала Синот Божи, јајцата добиле совршено црвена боја. Додека Марија му раскажувала за Христовото воскресение на императорот, тој се насмеал и рекол дека враќањето на Исус од мртвите е исто толку невозможно колку и белото јајце во нејзината рака да се претвори во црвено. Пред да заврши императорот со својот говор, јајцето во раката на Марија Магдалена се обоило во светло црвена боја. На Великден сите се кршат со великденски јајца, а тој што победува е оној кој ќе остане со здравото јајце. Според народните верувања, него ќе го следи здравје во годината која доаѓа. Кога се кршиме со јајцата, ние всушност го означуваме и се посетуваме на воскреснувањето на Исус Христос. За Великден се вели дека е празник над празниците, ден кога Исус ја докажал својата божествена сила и моќ, односно победата на животот над смртта. Се враќаме повторно во отвореното студио. Колегата Владко Чаловски во моментов ќе се обиде да направи разговор со дел од верниците кои што вечерва празникот ќе го чествуваат во црквата Света Петка во населбата Црниче. Чаловски, доколку се слушаме, повели со разговорот. Александар, како што рековме, нели, ова е програма во живо, ќе се обидеме да поразговараме барем, нели, со луѓето кои што се во Света Петка. За она што значи Великден за нив, секако тоа е еден обид кој што, како што рековме, програмата е во живо, можеби луѓето ќе ни одговорат, можеби не, но еве, да пробаме. Што за вас, всушност, добро вечер? Добро вечер. Преценили среќни празници? Хвала. Во живост инаку може да не мислите. Сакаме да ја прашаме што е оно што Великден представува за вас? Традиција, празник, христијански. Како ќе ги поминете овие великденски празници? Дома со фамилијата, со најблиските. Да, има оно што е традиција гости да дојдат, па нели со јајца? Веројатно да. А дали за вечерва имате прв човек со кој што ќе го скршите првото јајце? Да, со пријателите, со мажот. Добро, ви благодарам и среќни празници уште. Да, еве господине, добро вечер. Александар, во потрага сме по уште соговорници, екипата на 1 ТВ, ќе повторам уште еднаш во црквата Света Петка во Црниче. Добро вечер. Среќни празници. Благодарам исто и на вас, среќни празници. Во живо сте на програмата на 1 ТВ, сакаме да ве прашаме што е она што Великден представува за вас? Великден, голем празник, тоа е воскресувањето на Исус Христос. Тоа е тоа. Како ќе го прославите во деновите кои што следат? Деновите што следат, ме звоните. Слободно. Ќе прославиме со дружба, со пријатели, спремане со софрата, дружењето, тоа. Јајца предпоставувам веќе има. Тоа се знае без... Во сите бои или? Во најмногу имам црвени, но во сите бои денеска така прават. Така.
Супер, ви честитаме уште една. Среќни празници на сите и се најубаво. Здравје, живот, љубов и добрина. Доброто и среќата сите да напратат. Ви благодариме на одвоеното време. Александар, еве и понатаму, добро е, нели? За сега атмосферата е добра. Најдовме луѓе кои што се расположени да разговараат пред камерата на ЕДНТВ. Сега ќе пробаме со помладите. Добро вечер, во живо сте на програмата на ЕДНТВ. Добро, здраво. Што за вас представува Великден? Па Великден е убав празник, не знам. Ваќе не има на телевизија или? Не ми е малце срам. Па Великден е телевизија така да слободно. Па верски празник, каде што претходно се пости, каде што е не знам како да кажам, нема некоја посебна дефиниција. Нема некоја посебна дефиниција за Великден, ама едноставно е као обичај со јајца дека се крши, или за Исус Христос тоа со виното што е и со лебот дека нели се пие вино за тоа. И имам едно прашање поврзано со тоа. Дали имате личност со која прва ќе го удрите нели јајцето, првото јајце после полнот? Па сега сум со друштвото, така со другарката Александра ќе се кршам. Да. И со нејзиното момче после ќе се кршиме, ќе видиме кој ќе победи. Има еден направа, нели малку? Па да, еве имаме 3 јајца, можам да ви дадам ако сакате, берете си. Веќе кога сум на телевизија. Јас ќе си земам, вака бидејќи сме во програма во живот, ќе си земам. Али ќе се вратам подоцна за да го скршиме јајца. Нели се уште не е време. Да. Ето, ви благодарам на одвоеното време. Нема проблем. Александар, тука некаде еве можеме за момент барем да се одјавиме, секако ќе пробаме да најдеме уште соговорници. Она што сакам да напоменам е дека пред се добивме известување дека овде во Света Петка ќе биде и кандидатката за председател професорката Гордана Сињановска-Давкова, меѓутоа од умор, како што ни рекоа, за сега не може да застане пред камерата и да даде својата изјава. Ние овде се одјавуваме, студио повелете. Чалоски, ти благодариме за ова вклучување во овој дел од програмата. Јас би ја замолил режија доколку во моментов можеме да пуштиме атмосфера од некаде од храмовите, тогаш да го направиме тоа во наредните минути. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангелски собор удивися, зря Тебе в мертвих вменившася. А ние на линк ја имаме повторно колешката Андреја Чобанова од предсоборниот храм. Таа вечерва ќе поразговара со министерот за здравство Венко Филипче. Андреја, повели. Да, повторно се враќаме во соборниот храм. Оно што може најпрво да го забележат гледачите е дека како зад мене, така веќе почнува и полека да се полни тука соборниот храм од страна на верниците. Неколку минути не двојат од почетокот и на богослужбата од страна на господин Стефан, која би требало да започне во 23 часот и 15 минути, па се до
негде означувањето, односно дополнок до означувањето на Христосовото воскресение. Спомена и ти, денеска во соборниот храм присуствува министерот за здравство Венко Филипче заедно со своето семејство. Господине Филипче, најпрво ви благодарам на овој ваков убав ден што гостувате во живо програмата на 1 ТВ. Сакам најпрво да ве прашам како вие го чувствувате Великден како празник? Од секогаш се прославува овој најголем празник во моето семејство, традиционално во духот на традиција со фарбање на јајца и заеднички ручеци кои што присуствувале на вистина голем број членови на моето големо семејство. Дали тоа би значило дека ја почитувате традицијата и обичаите за Великден, односно дали вапцувањето на јајца го сторивте во четврток? Тоа традиционално така се правеше наназад со години, така и сега. Во соборниот храм оваа година сте, дали имате практика да за Великден сте тука или пак секоја година сте во различни храмот? Не, обично сум тука во оваа црква, во соборниот храм, многу често со оглед на тоа што моето потекло е од Охрид, често сме се престојували во бројните цркви во Охрид со моите бројни другари од детството, така да многу често зависело од тоа како сме планирале да ги поминеме овој великденските празници генерално. Да, го споминавте Охрид. Охрид е некако центарот на празнувањето, со оглед на тоа дека таму е центарот каде што и може да се каже се најголемиот број на цркви. Кога може ли да направите една паралела, односно разлика, дали има некоја разлика помеѓу празнувањето во Скопје или пак празнувањето во Охрид е побаво во овој дел? Не, навистина сметам дека нема никаква разлика. Убаво е тоа што ги обединува луѓето за време на овие празници, а тоа е духот генерално на христијанството, кој што во смисла на тоа да секогаш победува животот над смртта, во смисла на тоа да секогаш треба да најдеме сила да ги надминеме предизвиците, да се обединиме, а сега и во овие моменти да продолжиме по патот да ги почитуваме слободите, вклучително и верските слободи, а ние заедно да го креираме едното општество за сите со еднакви шанси и можности. И веќе утрешниот ден, секако е Великден, што ќе приготвите за великденската трпеза и дали тоа ќе биде со вашето потесно семејство или со поширокиот дел од семејството? Секако со поширокото семејство во духот на традицијата. Јас ви благодарам за гостувањето. Пред се би сакала да ви честитам на Великден. Се наоѓаме точно некаде од за краток период ќе биде и чествувањето на Великден. Од тука на Александар и Лепа би сакала да се одјавам, меѓутоа остануваме и понатаму да ја следиме атмосферата во соборниот храм. Ти благодарам, Андреја. Таа вечерва поразговара со министерот за здравство Венко Филипче од пред соборниот храм. Како што кажа министерот за здравство, тој Великден ќе го помине со своето семејство. Утре великденската трпеза ќе ја помине, ќе биде секако со неговото семејство. Го спомна Охрид како еден од позначајните места каде што се слави Великден, каде што голем број верници оваа година го посетија. Како за подсетување, како што спомна и Андреја, 365 цркви има во Охрид, од кои што се верува дека се 200 подземни. Инаку, да се вратиме назад во Скопје, предлагам да видиме дел од атмосферата низ храмовите. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангелски собор
смертную же спасе крепост разоривша и собою Адама воздвигша. И от ада вся свободша. Благословене си Господи, научи мя оправданием Твоим, почто мира смилостивни мисле зами. О ученицы, растворяете блистаяйся во гробе, ангел мироносица вещаше. Видите ви гроб и уразумейте. Спас во воскресе от гроба. Благословене си Господи, научи мя оправданием Твоим. Зело рано мироносиците чаку ко гробу Твоему ридающия, но предстак к ним ангел и рече: ридания время престане, плачите. Воскресение же апостолом рците. Благословене си Господи, научи мя оправданием Твоим. Мироносицы же не смири пришедшие
živa go pomišljajete. Jako Bog bo voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Poklonim se Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu, Svjatej Trojice voedinom suštestve, serafimi zovušte svjat, svjat, svjate si Gospodi. I nine i prisno i vo veki vekov. Amin. Жизнодавца рочи, greha devo Adama izbavila jesi. Radost že eve v pečali mesto podala jesi. Pačija že od žizni sej napravi. Iz tebe voplotivися Bog i čelove. Aleluja, 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 slava tebe, Bože.
Повторно се враќаме во отворената програма во чест на чествувањето на најголемиот христијански празник Великден. Лепа, не знам дали се знаела дека старите верувале дека ноќта спроти Великден во домот треба да се пушти вода од чешмата во кујната. Со оваа вода да се испрскаат собите и особено внимателно градината и цвеќињата. На овој начин се изгонувале гревовите, лошите мисли и злото од домот. Се смета дека во ноќта спроти Великден не треба да се крева бучава во домот, бидејќи на тој начин ќе се привлечат сите зли и негативни енергии во нашиот дом. Александар, не знаев, ама еве што ми ја кажа информацијата, ќе го направам тоа вечер дома. Продолжуваме со предвидената програма. Следува линковско вклучување на колегата Игор Стефановски, кој овој пат се вклучува од црквата Свети Петар и Павле во општина Ѓорче Петров. Игор, доколку се слушаме, победи. Колегите, дека еве вие се договарате и јас се договарам со лидерот на опозицијската партија Христијан Мицкоски да се најдеме во оваа гужва за да разговараме околу начинот и делот на празнувањето, како тој ги празнува овој најголем верски христијански празник. Оно што можем да го забележиме од тука од црквата Свети Петар и Павле во општината Ѓорче Петров е дека навистина голем број на верници го посетуваат храмот, односно црквата, и дека навистина голем број покрај големиот број на верници за околу половина час го очекуваат Христовото воскресение од најголемиот христијански празник Великден. Како што може да се забележи од објективот на Ристо Пеоски, навистина дворот на црквата Свети Петар и Павле препон со верниците од православната христијанска вероисповед. За кратко повторно ќе се вклучиме од тука веднаш штом пристигне председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски да разговараме со него околу обичаите во неговата фамилија токму за овој најголем верски христијански празник Великден. Да, Игор, додека ти го најавуваше твојот следен разговор во ова вклучување во отворената програма, јас разбарав на интернет и најдов на интересна информација која што би сакал да ја споделам со гледачите. Над 30.000 православни христијани присуствуваа денес во Ерусалим на традиционалната церемонија на Светиот оган пред православниот Великден. Со свеќи во рацете, речиси 10.000 аџии се собраа во црквата на Светиот гроб, изјави за Франс Прес портпаролот на израелската полиција Мики Розенфелд. Уште илјадници луѓе стоеја пред црквата и во околните улици по повод традиционалниот ритуал која символизира вечноста, за да ги запалат свеќите со пламенот кој го представува воскресението на Исус. Верниците палат купчиња од по 33 свеќи кои ги символизираат годините на живот на Исус. Церемонијата мина без инциденти. Црквата на Светиот гроб, според христијанските верувања, е подигната токму на местото каде Исус бил распнат, погребан и воскреснал. Ритуалот на Светиот оган е стар 1200 години и представува вечност, мир и обнова и е најсветлиот настан за православците. Инаку, оваа недела, последната недела од Великден, од Велики понеделник до Велика сабота, верниците ја поминуваат во строг пост, молитви и покаяние. На богослужбите во црквите се подсетува на последните земни денови на Исус Христос, неговото приведување и страдањето на крстот. Инаку, неделата се нарекува страстна според старословенскиот збор страст, што значи страдање, трпение и болка. На Велики понеделник црквата подсетува на старозаветниот Јосиф, кого браќата го продале за 20 сребреници. Инаку, првите 3 дена од првата недела на големиот пост се пости строго. Тоа важи и за последната недела од постот, која се пости на вода. Она што можеме исто така да кажеме за последната недела е дека на Велика среда се спомнува предавството на Јуда, на Велики четврток се служи литургија на Василий Велики, на Велики петок нема литургија за повторно да стигнеме до сабота. Мислам дека на линк го имаме колегата Игор Стефановски. Игор, дали се слушаме? Да, лепа. Да, имаме комуникација, веднаш до мене и председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кој еве некако успеавме да се најдеме во гужва вовдека низ црквата Свети Петар и Павле, каде што голем број на верници го очекуваат Христовото воскреснување. Господине Мицкоски, добро ни дојдовте во отворената програма на 1 ТВ. Како вие го празнувате и дочекувате Великден? Дали често е пракса да дојдете тука пред Христовото воскресение во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров?
Па оваа година за прв пат сум тука, инаку најчесто сум на предсоборниот храм во Скопје овдека, или кога ќе одиме некаде по другите градови во Република Македонија, но најчесто гледам да бидам во Скопје тој ден и да бидам пред соборниот храм со останатите православни верници и да го пречекаме овој свечен ден, овој свечен празник, се разбира. Атмосферата тука е развижена, ве поздравуваат ли луѓето бидејќи веќе подолго време сте тука и какви се вашите впечатоци од аспект на тоа на дочекувањето на Христовото воскресение, како во семејството на Мицкоски се обележуваат овие? Па јас го постев практично целиот пост го поминав, еве минути не делат практично до 12 часот. Инаку утре во текот на утрешниот ден ќе бидеме заедно со семејството на семеен ручек, се разбира, двајцата синови, сопругата, родителите, практично така ќе го поминеме утрешниот ден. Инаку да, тука сум веќе речиси 1 час со верниците од православната вероисповест овдека во Ѓорче. Убаво, интересно е, со луѓето разговараме, разменуваме мислења, не зборуваме за политичката ситуација во Република Македонија, повеќе сме фокусирани на овој православен празник, така што отприлика тоа е темата со која што денеска разговараме со граѓаните овдека во Ѓорче. Така вечерва и ние не разговараме за политика, токму строго за Великден. Го споменавте постот, дали можеби го испочитувавте 40-дневниот пост или големиот, да, 40. Како се издржува сега бидејќи политичар, кампања? Тешко беше со кампања, но кога се сака ништо не е тешко, нели? Јас секоја година практично го постам Великденскиот пост, така беше и оваа година, се разбира. Издржавме, поминавме. Сега може би малце прегруб збор да кажеме, издржавме бидејќи ова го правиме затоа што така сакаме практично и сме донели одлука да го испостиме. Како што кажав, годините наназад кај мене тоа е пракса, традиција и во семејството. Така што кога се сака ништо не е тешко, иако морам да кажам малку оваа година беше понапорно поради кампањските активности што ги имаме за претседателските избори, но еве го привршивме кон крај практично пост. Колку политиката дозволува да се одвоите време за овие верски празници, дали имате доволно време за да поминете со семејството или за жал останува во втор план? Па да, јас се трудам секогаш да ги почитувам големите православни празници, се разбира, но истовремено и често пати се наоѓам и во другите храмови, да речеме, не само во православните храмови, да ги испочитуваме празниците практично и на нашите сограѓани од другата вероисповест, муслиманската, католичката и така натаму и останатите, се разбира. Инаку, за жал, да, помалку време наоѓам да поминам со семејството, повеќе време сум одсутен од домот, посветен сум на партиските ангажмани, знаете, веќе 16 месец како сум претседател на ВМРО ДПМН, поминавме исклучително тежок период, но она што е важно е што конечно граѓаните во Република Македонија препозна вистинската политичка алтернатива која што ќе донесе вистинска перспектива за нив војнина. Да одвоиме политиката, ќе ве замолам секако, бидејќи станува збор за отворена програма конкретно за Великден. Дали можеби вечерва семејството е заедно дојдено тука со вас и се можеби некаде низ верниците? Со сопругата сум тука, да, инаку синовите се со бабата и дедото дома се, така да не се они со нас, само со сопругата сме сами овдека. Каква порака ќе испратите на граѓаните, но за Великден? Па да им го честитам, се разбира, овој голем верски празник на граѓаните, да им посакам многу здравје, среќа, успеси за нив, за нивните семејства, да ни биде срекна годината која што ни доаѓа, да бидат пред се задоволни од тоа што го прават и да си ја сакаме татковината Република Македонија. Господине Мицкоски, нека ви е среќен и на вас и секако и на преостанатите гледачи кои што следат еден од најтешките и најголемиот верски празник Великден. Јас ви благодарам што одвоивте време за отворената програма на Еден ТВ. Благодарам на поканата. Тоа беше претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски меѓу преостанатите православни верници тука во црквата Свети Петар и Павле во Скопската општина Ѓорче Петров, каде што можете да забележите дека црквата на вистина, дворот на црквата е на вистина препон со верници и православните христијани ги дели 20 минути до Христовото воскресение. Од тука јас би се одјавил. Лепа Александар,
Ти благодарам, Игор. Значи, како што кажа Игор, тој поразговара со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. А сега се селиме во соборниот храм, таму во моментов се врти оној круг околу црквата, па со атмосфера се преселуваме таму да го проследиме овој момент. Да, во моментов оно што може да го забележат и гледачите на Еден ТВ, започна веќе богослужбата, граѓаните почнуваат да ги вртат трите кругови околу соборниот храм. Претходно споменавме дека трите кругови означуваат престојувањето на Исус Христос во гробот. Во овој дел некако ќе се обидеме низ толпата, односно оние верници кои што во моментов се тука и кои што за кратко се приближуваат за празнувањето на Великден, да прашаме дел од нив. Еве, ќе се обидеме да прашаме некој. Добро вечер, како го чувствувате вие Великден? Добро, ќе се обидеме. Добро вечер. Како го чувствувате вие Великден? Па најголем празник христијански, Великден и Божич. Најголем празник за нас. Дали ги направивте сите адети бъдат? Да, маче. Баби сме, прабаби више, правнучиња има. Продолжува ли почитувањето на традицијата за Великден и од младите? Апсолутно. Апсолутно. Ние додека сме живи, бабите, нема да забраваме. Им го пренесуваме нашето. Како ќе го поминете утрешниот ден и што ќе имате на великденската трпеза? Што ќе има ко најбогата, така малку да ја одбележиме. Печење се прави, јагнешко сега, не сме каснале. Сега салати разни, едно друго, благичко, баклавичка, нешто така поблаго. Друго ќе направиме. Веќе направивме денеска, утре само ќе сервираме. Ќе го поминете во кругот со најблиските? Апсолутно, така, точно тоа е. Ви благодарам. Сакаме се најголема сите. Добро вечер, би сакала да ве прашам како вие го чувствувате Великден? Многу убаво. Така, јако сме тажни, ама овој голем ден. Дали ги почитувате, односно детите ги појадисувате ли? Да, јајца вапцавме, така. Утре ручек. Што ќе имате утре на великденската трпеза? Имаме јагнешко печено со компирчења, шопска салата, пијачки, двајцата сме сами и тоа. Не ме прашувате. Ви благодарам многу. Да, е оно што може да се забележи, се движиме веќе полека, ќе биде и првиот круг поминат околу соборниот храм. Би сакале да прашаме и некој од верниците како го чувствувате Великден? Па, со многу љубов го прославувам овој празник, да. Секогаш го се радувам на овој празник. Дали ги почитувате традицијата, обичаите, ги појадисувавте ли? Да. Во четврток пред изгреј сонце вапцав јајца. Да. Во која боја ги вапцавте јајца? Црвено, секоја само во црвено. Како ќе го поминете утрешниот ден? Па со свечен ручек, со фамилија. Што ќе имате на великденската трпеза? Па по традиција, јагнешко, печење, салати, торта. Јас ви благодарам. Тука веќе може да се забележи поголема гужва на верници, односно тука веќе почнуваат секако, како што споменав и претходно, вртењето на оние три кругови, а веќе зад мене, односно зад камерата, може да се види и бината каде што за кратко ќе има богослужба од страна на господин Стефан. Остануваме да ја пренесеме атмосферата. За кратко веќе православните христијани и христијаните ширум светот го празнуваат најголемиот и најтешкиот празник Великден, Христосовото воскресение. Андреја, ти благодариме за ова вклучување. Инаку јас сакам да кажам тука дека идната недела, односно неделата после Великден се нарекува Света или Великденска недела, се смета за големо и непрекинато славење за Великден. Има голем број верувања и обичаи за цела недела, а токму за четврток по Великден се смета дека е најсреќен четврток во годината. Се смета за среќен и се верува дека на земјата одат само добрите небесни суштества и дека се на луѓето ќе им оди од рака.
Четврток по Великден се започнува работа, дури и ако не ви одела од рака, а можете и да се помолите и сите желби да ви се исполнат. Денот е познат како ден на кој не се работи. Не се работи ни во нива, ни на поле. Ова светла великденска недела, како што се нарекува, дури и ако не го сакате некој човек, дури да сте скарани, би требало да му простите ако сте добар христијанин. Инаку, цели 40 дена по Великден, православните христијани се поздравуваат меѓусебно со Христос воскресна, навистина воскресна. Меѓутоа, ние во меѓувреме веќе го имаме на линк колегата Владко Чаловски. Владко, повели. Да, колеги, веќе како се приближува полнок и оној свечен чин, ние од Света Петка се јавуваме уште еднаш. Со нас е актерот и директор на театар комедија Сашо Ристовски. Ви благодариме пред се што одвоивте време за ЕДНТВ. Ви благодарам што ме поканевте, јас сум тука и секогаш сум отворен за разговори и никогаш не одбивам за разлика од некои други. Ви благодариме уште еднаш. Да почнеме со она, што значи Великден лично за вас? Овој христијански празник за мене буди радост, бидејќи како што се вели, Господ Исус Христос смртта со смртта е победил, воскреснал, и за некој е тажен, да, тие се тажни денови, кои што се пред воскресението, но денот на неговото воскресение, тоа е за неколку минути, како што велиме, недела ден, во мене буди среќа, радост. Со оглед на тоа што професијата актер е токму една таква професија која што треба да донесе среќа, радост, смеа. Ви се чини ли дека барем во ова наше општество имаме луѓе кои што се трнати кон таа смеа и радост или пак не има зафатено некоја мала летаргија? Не е мала, него малку поголема летаргија. Затоа сме ние тука, луѓето кои што сме од јавниот живот, односно актерите, особено ние од театар комедија најмногу задолжени да ги насмееме луѓето, бидејќи навистина секој ден на луѓето им е окупиран со одредени проблеми, со едно бреме, со проблеми кои мора да се решат. И ќе издвојат барем час, два, три, да дојдат да се насмеат. И нас, во нашата душа, тоа ни доаѓа убаво и рага некој благодат. Господине Ристовски, фарбавте јајца или? Јас не знам да фарбам јајца, тоа го прави мојата мајка. И се радувам кога е рано наутро, значи фарбаме црвена боја и жолта боја. А сте пробале некогаш лично сам? Се уште ми е страв. Сакам да пробам, мои пријатели пробуваат, јас се уште ми е страв, многу гледам и се радувам. Се радувам на црвени јајца, се радувам на ноктас проти Великден, на кршењето со јајца. Секогаш ќе кажам една анекдота. Обично одевме на село кај баба ми овие денови кога бев мал и ќе се пробудевме наутро ние со браточетките и под перницата имавме јајци. И јас сакав да видам кој го става тоа јајце. И не спиев долго време и заспав една вечер и повторно не успев. Тоа било некој адет, секој детенце се буди утрото со јајце под перница. Ние вечерва ве најдовме во Света Петка. Меѓутоа, каде ги поминувате овие великденски празници, ако ги земене пред годините наназад? Различно. Ова година сакав да се останам тука, сакав да се останам дома, малку да се одморам, да и денеска бев преку ден во црква, вечерва пак и утре пак. Знам да отидам во село, од каде што потекнувам, значи тоа е село Теово, каде што се сега моите родители таму, каде што сум и впрочем крстен, но некако последниве години се повеќе тука или пак ќе се избере Охрид, но никако да ми се оствари таа пуста желба да Великден го исчекам во Ерусалим. Се надевам не е дојдено времето се уште, бидејќи благодетниот оган доаѓа оттаму, нели? Се надевам дека наредната година со Божја промисла ќе го исчекам Великден таму. За крај само театар комедија за овие великденски
празници. Имате некаков репертуар или? Не, решивме да одмараме, значи со представи, но интензитетот кој го наметнува новиот проект, кој ќе треба да биде на 14 мај, жени на работ на нервен слом, вели дека треба да имаме проби. Значи овие 2 дена, 3 немавме, но веќе од понеделник продолжуваме со интензивна работа, бидејќи мора да стигнеме да реализираме програмата. Претпоставувам за овие проби ќе се кршите со јајца на пробите. Апсолутно, јас веќе сум спремил за моите колеги, бидејќи ако сум директор, сепак сме ние колеги, сме на едно исто ниво, само што јас имам поголема одговорност од нив. Ќе се кршиме со јајца, кај мене има во канцеларијата јајца, така и лани, така и оваа година подготвено е се. Ви благодарам уште еднаш. Јас само сакам да упатам една порака, великденска порака до сите гледачи на ТВ1, значи да ни даде Господ благосостојба, да бидеме обединети, да бидеме сите срекни и му посакувам на секој човек, секој ден да има светол ден, да има добро здравје, мир и спокој во семејството. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време. Ви благодарам, нека е за многу години. Александар, лепо ете го проследивте разговорот. Повелете ако има дополнителни прашања, ако не преземете ја палката. Ти благодариме, благодариме, Чаловски. Ние ќе си продолжиме од студио. Инаку, во пресрет на утрешниот ден и додека чекаме да почне со обраќањето господин Стефан, накратко да кажеме што треба да содржи великденската трпеза. Вела дека првиот ручек за Великден треба да има мед кој ги символизира апостолите, потоа јагне кој го символизира самиот Господ, роден во штала меѓу јагниња, гонето од човечките волчи чуда, потоа говецко месо, затоа што волот бил жртвено животно, треба да има вапцани јајца секако, на масата мора да има леб, сол, вино и риба. Рибата е дозволена да се јаде и за време на постот, а виното, иако е алкохол, се смета за свет пијалок поради тоа што Исус го претворил од вода во вино. Лепа сега се вклучуваме повторно во соборниот храм, каде што поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, има свое обраќање пред верниците и за кратко се очекува да ја соопшти радосната веста за воскресението Христово. Се вклучуваме од соборниот храм. Воскресне Бог и да се разбегаат неговите непријатели, да бегаат од неговото лице, оние што не го сака. Христос воскресе из мертвих, смети усмето брат, Исус како што исчезнува чадот да исчезнат, како што се топи восокот од лицето на оганот. Христос воскресна од мртвите, смртта со смрт ја победи, и на тие што беа во гробовите, животот им подари. Така да исчезнат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развеселат. Христос воскресе из мертвих, смети усмето брат, Исус живо гробје, живење дарува. Овој ден го создаде Господ, да се зарадуваме и веселиме во него. Христос воскресна од мртвите, смртта со смрт ја победи, и на тие што беа во гробовите, живот им подари. Слава на Отец
Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвих, свети Дух светло правди, слуши во гробе, се удостоиме да го изслушаме светото Евангелие. Господа Бога го молиме. Господи помилуй. Мудрост, простум, да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. Ќе се чита од светото Евангелие по Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме. Во првиот ден од седмицата дојдо на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говореа помеѓу себе, кој ќе ни го тргне каменот од вратата на гробот. И кога погледна, видоа дека каменот е оттргнат, а тој беше многу голем. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек, облечен во бели алишта, како седи од десната страна, и се уплашија. А тој им рече: не бојте се, вие го барате Исуса Назарецот распнатион, он воскресна, не е овде. Еве го местото каде што го положија. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Возлюбени, еве не пак во радоста на Великден, во радоста на најголемиот христијански празник и во торжеството на најрадосниот ден од постоењето на светот и човекот. Великден е празникот на животот и денот за радост и вечно прославување. Великден е Паската Господова, Паската нова и Паската света и велика, како што пее Светата Црква. Великден е денот што воскреснатиот Господ ни го даде за да ги облагородуваме нашите души со небесна радост, пејќи ја најубавата и најсодржајната песна Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи и на тие во гробовите живот им дарува. Впрочем, ниеден друг настан во историјата не донел таква радост каква што донесе настанот од она рано ерусалимско утро. Веќе 20 столетија се радува човечкиот род, зашто тој настан донесе радост за сите времења и за сите векови. Тоа воскресенско утро ги победи темнината и неправдата од Велики петок.
Тоа утро донесе правда над неправедниот Пилатов суд и за сите неправди во сите времиња. Па што можеше друго пак да ги собере апостолите за да продолжат да сведочат и да проповедаат за она што слушнаа, видоа и со своите раце допреа. Што можеше друго да ги привлече многобројните последователи и цели народи да поверуваат во воскресението и да тргнат по Христа, и исповедници, и маченици, и богоугодници, и светители. Воскресението Христово било и останува единственото вдахновение и за верата, и за надежта, и за љубовта на сите христијански генерации. Возлюбени празниколюбци, воскресението е победа над секоја омраза и над секое зло што се врши од оние кои што не знаат што прават. Затоа да се радуваме со светлината што изгреа во на неповторливо рано утро, за светлината која го победи црнилото од човечките гревови и неправди и ни го покажа патот кон вечниот живот. Воскреснатиот Господ и вечерва ни порачува: јас сум светлината на светот, кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот. Ние овде и сиот наш народ, и во татковината, и докаде што не има раселени по светот, да се поклониме пред воскреснатиот Господ и да се помолиме да се всели во нашите срца и души и да остане во нас и меѓу нас. А воскреснатиот Господ ќе биде поблизу до нас, само доколку и ние сме поблизу до Него и доколку сме подобри луѓе и подобри христијани. Во овие времиња преполни со искушенија, воскреснатиот миротворец нека ни дарува мир и единство меѓу нас и да си простине со воскресението, нека дарува мир и разбирање и меѓу сите народи. Амин. Честит и вечен Великден. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвих, смертью смерть помра. Иисус жив от гробе, живот даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвих, смертью смерть побрал. Иисус жив от гробе, живот даровал. Христос воскрес над мртвите, смртта со смртја победи и на тие што беа во гробовите, живот им подари. Христос воскресе из мртвих, смертью смерть побрал. Иисус жив от гробе, живот даровал. Благоверному и христолюбивому народу нашему подай
Господи, здравие же и спасение, и осем благое поспешение. Над враги же победу и одоление, и сохрани Его на многая лета. Blaženjejšemu i visoko dostojnejšemu Gospodinu i Otcu našemu Stefanu, Božijom milostiju mitropolitu Skopskomu, arhijepiskopu Ohridskomu i Makedonskomu i Pervija Justinijani, Suseo i Gobomhani moju pasloju podaš Gospode zdravlje, že i spasenje i osjem blagoje pospešenije. Nad vrage že pobedu i odolenije i sochrani Jego. Čestit i večer Velikden. Hristos voskrese iz mrtvih, sveti usmeh poprav, Hristos živo grobje, živo grobje, Hristos. Да, што туку ја слушнавме радосната вест. Христос воскресна. Навистина воскресна. Среќен Великден, Александар. Среќен Великден, среќен и вам Великден, почитувани гледачи. Ви посакуваме многу мир, среќа и здравје. А и ние, како и сите останати православни христијани, со себе си понесовме црвено јајце и еве овдека ке се кршиме. Мамеш? Јас мислев дека твоето е дрвено, да ти кажам право. И што значи тоа што... Значи, оно што ќе остане со здраво јајце, ќе има здравје во текот на целата година, додека пак скршеното јајце значи нов живот, среќа преку текот на целата година. А пред да се одјавиме, ви најавуваме уште еден разговор. Се уклучуваме во соборниот храм. Таму е колегата Стефан Лазаров. Тој разговара со Лила Филиповска. Стефан, Христос воскресна. Христос воскресна и од тука, навистина воскресна. Ге слушнавме богослужбата на Господин Стефан камбаните од Чука, тоа значи Христовото воскресение. Лила, Христос воскресна. Навистина воскресна, честит празник Стефан на тебе. Така и на гледачите на Еден ТВ и на целата македонска јавност која што во моментот не гледа и беше присутна на најрадосната вест која што добивме пред неколку минути, а тоа е воскреснувањето на Христос. Почнуваме со нормално прашање, што представува Великден за тебе како празник? Па како и за секој вистински христијанин, навистина еден од за мене најубавите празници и дефинитивно најубавиот празник. Празник кој што го славам, празник кој што го почитувам и почитувам сите обичаи, така што гледам да бидам секојаш тука, значи во Скопје. И обично сум пред некоја црквите, обично овде пред соборниот храм. Твојот син Твојот син веќе е повозрасен, но какви се обичаите во твоето семејство? Ако можеш да се потсетиш кога беше тој мал, сега има повеќе од 20 години, кога беше мал, какви бе обичаите? Да. Обичаите не се сменети, значи ги почитувам стандардните обичаи, меѓутоа имавме тогаш повеќе јајца, поголем број на јајца, затоа што тој ги кршеше нормално, му беше интересно по цел ден да се крши, да ги крши поточно во разноразни бои, па зајчиња, па мечиња, па лепенки и така натаму. Меѓутоа сега се е некако поедноставено,
Иако да, пак ќе кажам, обичаите стана исти и стандардни, меѓутоа да, некои работи дефинитивно на глобално ниво се поедноставени. Меѓутоа јас сакам да го уредам домот, да имаш чувство дека нели баш е великденски да изгледа. Сакам да те прашам дали сама ги вапцаш или ги купуваш јајцата сега веќе? Не, никогаш не сум купила вапцани јајца. Тоа е нешто што наистина уживам, не само јас, тука и секој христијанин тоа треба да го прави. Не е ништо, навистина ништо тешко. Јас не дека сум некој експерт, меѓутоа ако не знам ќе прашам. Битно е дека тоа сама го правам и после на крајот кога ќе јас донесов јајца, едно за тебе, едно за мене, тоа се лично мои, така јас ги фарбав денес, така што не, далеко од тоа не купувам, туку сама го правам тоа. Великден оваа година го очекуваме заедно тука во овој прекрасен храм. Каква е традицијата во изминатите други години? Дали знаеш да отпатуваш некаде? Ретко, за Великден обично сум тука. Многу ретко патувам на друго место и гледам, пак ќе кажам, вечерта да сум тука со моите најблиски пријатели, со кои што сум и во моментов и ги поздравувам и се разбира после тоа можеме на пример утре да нема да бидам во Скопје, меѓутоа генерално сум тука кога е Великден во кругот на семејството во мојот дом и пак ќе кажам со најблиските, затоа што ова е всушност нели празник на љубовта и на мирот. Ова е всушност така е, јајцето е фактички нели како се вика символ, така е на едно ново раѓање. Ова е всушност денот кога нели го прославуваме победата, триумфот на злото, односно на доброто врз злото и на животот на смртта, така што тоа е ден кој што навистина треба повеќето да бидеме дома, иако не сме. Така, ова е најубавиот ден за христијанството општо. Јас предлагам нашиот колега Васко да ни ги предаде повели. Васко подржи ова така. Кажи ми какво сакаш, значи увие се сега мој Васко, ќе бидеш ли љубезен? Ваското, јас. Значи јас ги вапцав и убави се. Ова е бисерно. Значи некој мислеше дека не сум го изфарбала, меѓутоа бисерно е, да, иако можеби не се гледа, бисерно е. Да, ќе оставам, ти имаш предност, повели. Држете ми среќа. Да видиме кој е посилен. Сепак Лила. За сега ти. И значи, на вистина, не, јас мислам дека ова е местено, твоето е дрвено, ти си ги правила. Не е дрвено, ова ќе ти го подарам. Ова е за тебе. Ти благодарам. Така што ти благодарам. Да знаеш дека не е и ова не е дрвено. Се шегувам нормално. Како за крај на великденска честитка, воедно ова е последната дама за вечерва и гостинка во нашето двочасовно великденско издание, па еве ќе те оставам на гледачите што би им кажала како честитка великденска. Уште еднаш среќен Великден, Христос воскресна, навистина воскресна. Посакувам пред се здравје, посакувам многу љубов, посакувам да заборавиме, да подареме рака на сите оние кои што сметаме дека нели не се непријатели или имаме може јајце. А после сега се снимам. Ќе ти го дадам, биди тука. Да се одјавиме, да подареме рака, да не заборавиме дека само љубовта може да не спаси и дека дефинитивно ако можел Христос да се жртвува себе си за доброто на сите нас, можеме ние да направиме нешто добро, односно да се сакаме затоа што љубовта е единственото нешто што може да не избави од лошото и од злото. Нека бидат, да им посакам убави празници на сите, да бидат, пак ќе кажам, живи и здрави и да ја почитуваат традицијата и секако својата религија. Ти благодарам за убавите зборови, навистина нема што повеќе да се каже, ти благодарам и што ни спочитува со твоето присуство. Секогаш. Ви благодарам и на вас за вниманието, но сега продолжуваме со Александар и Лепа, ние од тука толку. Александар? И нам ни останува од тука уште да го одјавиме прво овој разговор, а потоа да се одјавиме и ние, но пред да се одјавиме уште еднаш на нашите гледачи им подсакуваме многу здравје, мир, среќа и благодет во нивните семејства. Јас би сакала уште еднаш да кажам среќен Великден, Христос воскресна, навистина воскресна. Ви посакувам мир во вашите домови и убави великденски празници. Останете со нас. Amen.
Во недела, за време на великденскиот ручек, ние сме со вас. Со многу музика и атрактивни гости, ќе ви го разубавиме денот и расположението. За придошну да го видам, како љуби туги усни. Специјална великденска програма. Недела, 15 часот. Уживање со великденскиот концерт на Љубојна во 1 ТВ. 20 часот и 30 минути.